доста луѓе не веруваа во нас на почетокот. Меѓутоа, еве сме сега, може да видите зад нас дека веќе имаме нешто што личи на тркачки автомобил. Тимот се вика MES Racing, името е Macedonian Engineering Students. Тоа ни беше така целта и не ни е само желба да го направиме возилото и да одиме да се тркаме, да научиме, да се запознаеме, да се испрљаме и да сгрешиме за да научиме, зашто на грешките сметаме дека се учи. Инаку сме 20 на студенти што работиме, од машински, од електро и моментално имаме од економски, ама може од цел УКИМ да ни се приклучат студенти. На почетокот прв предизвик за овој проект ми беше мене да го направам воланот. Јас и Кристина бевме во тимот кокпит и се одлучивме јас да работам на воланот, таа да го почне седиштето. Воланот беше првото нешто опипливо што го имавме за самиот проект. Изработивме еден прототип од сиродур, па потоа испадна дека не е тој добар, ергономски, па направивме нов, па го изработивме, па и тој не испадна добар. Така сега продолживме и веќе сме во крајната фаза на изработка на конечниот волан, кој што е според мерките на нашите возачи. Што од самиот почеток бевме скоро и повеќе женски во тимот отколку машки. И тоа беше стварно вау, кога ќе се појавиме на некоја слика, не гледаат што се случува и сваќаат дека всушност на машински не се запишуваат само машки, туку има и женски, баш подобро да има, за да има некој баланс. Најпрво, овој проект кога го започнавме, видовме дека има доста недостиг на практично работење тука на факултетот и одлучивме да превземеме нешто во своји раце и да започнеме овој цел проект, што е навистина амбициозно. Меѓутоа, еден од луѓето што никогаш не одби од самиот почеток беше професорот Даме Димитровски, кој не води низ целиот овој процес. Меѓутоа, неопходно е да ги спомнеме и асистентите од одредени институти, кои нон-стоп ни се наоѓаат и нон-стоп се вклучени во технологијата и во изработката. Од финансискиот дел, искрено на почеток беше многу тешко. Додека бевме на нула, многу беше тешко да одиме на компанија да ги убедиме дајте ни пари за нешто што воопшто не ни постои. Еве како ќе изгледа, им покажуваме рендер. Меѓутоа тоа не е вистински физички модел и сите не беа баш најсигурни колку ќе успееме. Навистина им сме благодарни на тие спонзори кои веруваа во нас. И сега веќе е лесно, имаме компании со кои континуирано соработуваме, им додеваме многу да ни изработат делови. Меѓутоа, навистина сме горди на тоа што сме стекнале таа доверба во толку краток период. Целта на надпреварот не е апсолутно само трката, одиме се тркаме и туку повеќе тоа инженерството, запознавањето со луѓе, целата таа структура да ја запознаеме ние како студенти. Например, следиме сега доста тимови и гледаме дека начинот на кој го изработуваме нашиот оклоп е доста понапреден од тимови кои што работеле 10 години на креирање нивен болид и оптимизирање на тој болид. Првото е статичко, каде што, кој што кажа Харитина, не прашуваат за парите, колку сме биле ефикасни, колку прецизно сме работеле, дали сме работеле паметно или не. И вториот дел е динамички, каде што баш се тркаме ние со возилото. Сега, ако успееме да се тркаме, потоа има други класи низ Европа, кај што возилото влегува во нивните регулации, така што може да се пријавиме таму, ама за тоа требаат големи финансии и мислам дека ги немаме истите.
Најмногу се трудиме деловите да бидат од што полесни материјали, но при тоа да ги издржат сите оптоварувања, бидејќи најважно ни е безбедноста. Според тоа се трудиме, симулации, гледаме што можеме со полесни материјали подобро да поминеме. Кога ќе стигне на преворот, сакаме сите дефекти што ги имаме на болидот да се решени и таму да отидеме спремни пред судиите, пред инженерите тамошни, да објасниме како сме се справиле со тие проблеми, кои ни биле пристапите, значи тие работи мора да ни се решени. Значи сакам да пренесам до сите студенти дека ваков проект може да го направиме и во Македонија, дека ние може да се надпреваруваме со нашите колеги од странство.